По повод одржувањето на 34-та Маријовско-Меглинска културна средба, еве се собравме да известиме што ќе се случува идната недела, тоест на 3.6.2018 година. Една од активностите веќе ја завршивме на 25 мај, тоа беше презентирање и рангирање на лични поетски творби во градската библиотека и тука одбравме 3 најдобри и 3 најдобри наградивме. Овие наградените ќе учествуваат во програмата и на 3.6.2018 година во Витолиште, поточно до манастирот Светилија близу Витолиште. Другата активност која што ни следи на 3. има поширока програма и единствена програма во сите овие изминати години. Во недела програмата почнува во 10 часот, а пред тоа ќе има една делегација што ќе го посети спомен костурницата во село Витолиште, жртви на фашистичкиот терор. Во 10 часот ќе имаме отварање на 34-та Маријовско-Меглинска културна средба. Средбата ќе ја отворам јас, а потоа ќе го повикаме градоначалникот да ја поздрави средбата и прв пат тој учествува оваа година. Мислам дека ќе има во оваа точка и некои други церемонии што ќе ги видиме горе. Потоа имаме настап на актери од Народниот театар Војдан Чернодримски. Станува збор за некој хумор и сатира кој што би развеселиле малку публиката и гостите и учесниците во програмата. Читањето на наградените поетски лични творби ќе биде после ова. Тоа се 3 кои што се наградени со парична награда од 4.000 првата, 3.000 и третата 2.000. Исто така доделивме и уште 2 награди за исто така добри песни, кои награди ќе ги доделува и ги дава градската библиотека Бургаталевски од Прилеп. Потоа следи културно-уметничка програма, настап на културно-уметнички друштва, и тоа културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Битола, Етно Илинден од Битола, Стив Наумов од село Логоврди. После ова пак ќе ги пуштиме глумците малку хумор и сатира да ни прочитаат. Потоа се вклучува и настапува игрорната група Пенка Котеска од Прилеп при Сдруженијето на пензионери во Прилеп. Кут Моминук исто така е од нашиот град, настапува после Пенка Котеска и еден ексклузивен настап ќе имаме од гајдеджијата и кавалџијата Стефче Стојковски од Скопје. Со ова ја почнуваме општо народната веселба, а по завршувањето можда и нема да биде завршена веселбата, одиме на заеднички ручек. Ручекот е обезбеден од некои донатори, меѓутоа финансиски најмногу е подпомогната средбата од локалната самоуправа Прилеп и тоа прв пат ова година да добиеме средства колку што баравме. И благодариме на локалната самоуправа и на разбирањето. Имаме уште проблеми и уште успеси, меѓутоа со текот на времето сметам дека наидовме на добро примање кај градоначалникот и неговите соработници. Сметам дека идните средби ќе бидат уште побогати и поатрактивни.